Благодарам, почитуван председавач. Почитуван министер, повторно по кој знае кој пат не сте во право. Споредувате со регионот дека сме имале најниска цена на деривати, но ајде да ги видиме платите во регионот какви се. Највисоката просечна нето плата е забележана во регионот во Словенија и таа изнесува скоро 1250 евра. Хрватите земаат 940 евра плата, србите 550 евра, Црна Гора 532 евра, Босна и Херцеговина 513 евра, а ние сме најниско во регионот со просечна плата од 464 евра. Сега толку за вашиот аргумент дека нашите деривати се најевтини во регионот. Понатаму кажавте, ако ние ги намалиме акцизите, како што бараат оние комори на транспортери, на превозници, на патници и како што е, би рекол, општа желба на граѓаните на Република Македонија, ќе сме снемале средства кои што биле планирани во приходи, кои што потоа би требало да бидат во насока на планирање и на дизајнирање на мерки за ковид, за помош на ковид засегнатите дали економили граѓаните. Пак не сте во право, да работевте домаќински и да немаше потреба сега да префрлуваме 4,5 милиарди денари да ги спасуваме овие од рек што не си ја работеле работата, кои што наместо таму да обезбедуваат нови ископи на јаглен, наместо да се грижат како да не престанат со работа хидроакумулациите, термоелектраните, тие таму мислеле на тендери и на криминал. Сега ќе имавме пари за да дизајнираме нови ковид мерки, наместо повторно да ги оптоваруваме граѓаните со вакви високи акцизи и давачки, кога целиот свет оди во насока на ослободување на федерални резерви на нафтени деривати и на замрзнување на цените во малопродажба за овие деривати. Затоа сметам дека малку поконкретно треба да размислувате, не знам по кој пат да ви се каже, како ќе им биде подобро на оние кои што се корисници на буџетот, на граѓаните и на оние комори кои што ви условно кажано даваат напаствија како да ги концепирате меркиве, а не секој кој што ќе ви каже дека вака веќе не може и дека вака не може да продолжи да се функционира како држава, да му лепите етикети дека или е доволен непознавач или дека е политички обструиран. Паралелно на тоа, вашето непознавање од оваа, не конкретно на вас како министер, затоа што вие следите насоки од некого, зборувам како на ниво на влада, вашето непознавање за тоа како вашиот народ живее во оваа држава, можевме да го видиме и кога се носеше ребалансот, кога толку многу инсистиравте за таа еколошка такса, за која што повторно од Сдруженијето Макан Транс велат, фала му на Господ што не се донесе, што условно кажано се уште е некаде по лавиринтите, затоа што дополнително ќе ги погодеше транспортерите и корисници на нафтени деривати. Уште еднаш ќе ви кажам, ако немаме одвоено 1 милиарда повеќе за плати во администрацијата, ако немаме одвоено 1 милиарда и 250 милиони за стоки и услуги, 24 милиони денари повеќе за мебел, 212 милиони денари повеќе за набавка на службени возила, овој пат ќе можевме да им помогнеме на граѓаните. И на крајот треба да знаете една работа, дека граѓаните, превозниците, транспортерите сами си го плаќаат горивото и немаат службени возила. Може би за промена е добро да направите и вие промена во вашето секојдневно однесување и наместо да се возите со службените возила кои што не прекинувате да одвојувате средства за да ги набавувате, да почнете за еден миг да живеете како народот и да видите зошто луѓето го бараат тоа што го бараат. Ова е еден амандман од останатите 5, кој што е од аспект на енергетика, ќе дојдеме и до цената на струјата, па ќе видиме таму што ќе ни предложувате. Затоа што како што паралелно на секој месец се качуваат цените на горивата, така од нова година натака ќе се покачи и цената на електричната енергија, зашто ние имаме амандмани. Спремни сме на дискусија, па го повикувам целиот народ, сите луѓе кои што живеат во Република Македонија, нека следи одблиску како владата се однесува со животниот стандард кој што не турка во се поголема сиромаштија. Благодарам.